Добродојдовте во урбаните вести. Во кабарето Ос Амуел во Брисел беше изведена европската премиера на театарската кореодрама Дениција, драмската презентација на историската поема на великанот на македонската книжевност Петре М. Андреевски. Со оваа вест ги започнуваме денешните урбани вести, а еве што ќе гледате во нив. На местото на старите бараки во Бутел ќе се градат социјални станови. Општина Центар се приклучи кон програмата за самовработување на самохрани мајки. Оглас за обука на 220 лица зајава програмирање и софтверско тестирање. Работилница Стоп за насилството врз жените. Француско-германски саем на детска литература. Туристичката понуда на Македонија промовирана во Дубај. На местото на старите бараки во општина Бутел ќе се градат згради за вкупно 360 социјални семејства. Едно од 5 семејства кои се во моментов сместени во бараките, а се жители на општина Бутел, ќе го згрижи општината. Откако неудомна започна рушењето на старите бараки во близина на подвозникот во општина Бутел, во дел од медиумите се појавија шпекулации дека на местото на бараките ќе се гради трговски центар, а семејствата кои досега таму наоѓаа за солниште ќе останат на улица. Со цел да стави крај на ширењето на неточни информации, денеска градоначалникот на општина Бутел Петр Латиновски на пресконференција информираше дека земјиштето на кое се наоѓаат бараките е вратено на сопствениците по пат на денационализација и не е познато дали истото е отуѓено или не. Исто така Латиновски демантира дека во моментов таму се сместени 40 семејства. Нивниот број изнесува 5 семејства, од кои за едно општината ќе обезбеди сместување во соодветни услови, додека за останатите ги повикува останатите служби да преземат конкретни мерки. Според деталниот урбанистички план на општина Бутел, на местото на бараките нема да се гради трговски центар како што шпекулираат медиумите. Бараките кои што се рушеа се собственост на поранешниот ПУИК или денешно јавното предпријатие за стопанисување со стамбени деловен простор. Ниту општината Бутел, ниту Министерството за транспорт и врски, ниту владата не се собственици на тој простор кој што се расчистува. Земјиштето кое што се расчистува на кое треба да се градат објекти е вратено со денационализација. Значи, општината Бутел, владата, Министерството за транспорт и врски немаат никаква допирна точка со тоа. Според деталниот урбанистички план на општина Бутел, на местото на бараките нема да се гради трговски центар како што шпекулираа некои медиуми, туку на ова земјиште ќе се градат 360 социјални станови. Местото на поранешната општина Бутел е празен простор, собственост на Република Македонија, и на тоа место е предвидено да се изградат 360 социјални станови. Тој проект е многу битен, не за општината Бутел. 360 станови социјални сепак решават 360 семејства. Значи, многу битен тој проект да започне да се реализира. Општина Центар денеска потпиша меморандум за соработка со организациите кои го спроведуваат проектот Програма за самовработување на самохрани мајки, кој има за цел да развие модел на поддршка за самохраните мајки и жени жртви на семејно насилство во процесот на нивно вработување и самовработување. Бизнес Конфедерацијата на Македонија во соработка со Институтот за менаџмент поддршка и Сдруженијето на бизнис жени на Македонија денеска потпишаа меморандум за соработка со општина Центар за проектот Програма за самовработување и вработување на самохрани мајки. Проектот кој се спроведува во рамки на оперативната програма за развој на човекови ресурси 2007-2013. Во текот на 2017 година првенствено ќе ги опфати самохраните невработени мајки кои живеат на територија на Скопје, Штип и Битола, невработени жени и жртви на семејно насилство. Во рамките на проектната активност, ние како Сдружение на работодавачи ќе настојуваме да ги на некој начин да влијаеме на репутацијското управување на компаниите, односно од тие компании кои ќе можат да се вклучат и кои ќе можат да вработат, кои ќе можат да менторираат самохрани мајки и жени, ќе имаат шанса на вистина да бидат одбележени како општествено одговорни компании. Целта на програмата е да се развие модел за поддршка на самохрани мајки и жени жртви на семејно насилство во процесот на нивно вработување и самовработување. Овој проект е финансиран од Европската унија. As part of the IPA component 4
Human Resource Development Grant Scheme. Како дел од ИПА 4 компонентата, сметам дека овој проект е многу важен, бидејќи пред се ги поддржува ранливите групи на самохраните мајки и кои што понекогаш се и жртви на семејното насилство. Сметам дека овој проект ќе придонесе многу за раст и придонес на жената на пазарот на трудот и ќе придонесе многу за развој на жената како во бизнес секторот. За време на наредните 12 месеци, колку што ќе трае овој проект, ќе ги унапредиме сите вештини и знаења кај жените работнички и за тоа време исто така ќе се воспостави соработка со институциите. And at the same time, interinstitutional cooperation will be promoted. Градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски го изрази своето задоволство од одржувањето на настанот и соработката и помошта на самохраните мајки и истакна дека оваа програма за општина Центар представува многу важен проект, особено затоа што нуди поддршка на исклучително ранлива група граѓани кои не се соочуваат само со екзистенционални проблеми. Програмата за самовработување на самохрани мајки за општина Центар е многу важен проект, затоа што нуди поддршка на оваа исклучително важна група, на оваа ранлива категорија на граѓани, а да се биде мајка, тоа е професија условно кажано која што трае 24 часа во текот на денот, која што бара огромна жртва и ние сите треба се тоа да го почитуваме. Јас во овој проект кој што денеска се промовира кај нас, ја препознавам таа можност, ја препознавам можноста да помогнеме на ова социјално ранлива категорија и тоа не прави сите во општината исклучително возбудливи затоа што навистина сакаме да помогнеме да се вклучиме во овој проект. Овој проект предвидува активности за поддршка на самохраните мајки во процесот на нивно вработување и самовработување. Поддршката се состои од 4 компоненти, и тоа едукативна програма за вработување и самовработување, вокациона обука, менторство и водење за започнување сопствен бизнис од страна на успешни жени предприемачи и психосоцијална поддршка. Исто така за време на сите активности предвидени и простор и стручни лица за чување на малолетни деца. Во консултации со бизнес секторот, Агенцијата за вработување на Република Македонија донесе одлука да распише оглас за бесплатна IT обука на 220 лица, со цел да се задоволат потребите на пазарот на трудот за работните места програмер, инженер за одржување софтвер и инженер за одржување софтверски апликации. Агенцијата за вработување на Република Македонија денеска распиша оглас за бесплатна IT обука на 220 лица, од кои 110 за Java програмирање, а 110 за софтверско тестирање. Ке добијат сертификати со кои полесно би дошле до вработување во IT фирми, каде има дефицит од таков кадар. На огласот можат да се пријават невработени лица до 29 години со почетни познавања за програмирање. Треба да поминат пред тестирање за да бидат вклучени во обуката, што за едно лице чини 1550 евра. За оваа мерка се обезбедени 18.450.000 динари или 295.000 евра од третиот грант на Агенцијата за вработување на Република Македонија, поддршка за вработување млади лица до 29 годишна возраст, финансиран од Европската унија. Секој трет ден годинава се отвара програмерска фирма. Од почетокот на годинава се отворени 67 нови компании од IT секторот, од кои 40 во дејностите програмирање, обработка на податоци и интернет портали. Преку проектите на Агенцијата за вработување со помош од европските фондови, досега за IT областа се преквалификувани над 800 лица без формално IT образование, а во фаза на преквалификација се 200. 500 се веќе редовно вработени, а за другите се смета дека се ангажирани со авторски и договори на дело. Клучните дејности за преквалификациите се утврдени во консултации со бизнес секторот. Најновото истражување на Агенцијата за вработување покажува дека програмерите, инженерите за одржување софтвер и лицата за одржување софтверски апликации се на првите 3 места од 15 најбарани професии на пазарот на труд во државата.
Денеска се одржа работилница во рамки на националната компонента на програмата на Обединетите нации за жени, стоп за насилството врз жените во земјите од Западен Балкан и Турција, имплементација на норми, промена на мислење. Целта на работилницата е да се надмине рамката на домашното насилство и сите останати форми на дискриминација врз жените и да се посвети внимание на причинителите, вклучувајќи ги општествените норми, стереотипите и традиционалните причини кои доведуваат до насилството врз жената. Насилството на родова основа е брутална форма на дискриминација и кршење на основните права на сите жртви. Тоа е и причина и последица на родова нееднаквост и нееднаквите односи на силите меѓу луѓето. Овој феномен во голема мерка останува непријавен. Европската унија ги прифаќа референците за новата стратегија за недискриминација според Истанбулската конвенција. Ова денеска го истакна раководителот на секторот за соработка при делегацијата на Европската унија Никола Бертолини на работилницата во рамки на националната компонента на програмата на Европската унија и Обединетите нации за жени, стоп за насилството врз жените во земјите од Западен Балкан и Турција, имплементација на норми, промена на мислење, финансирана од Европската унија. Посочи дека Европската унија ќе продолжи да работи со владата на усвојување на законот за спречување на насилство врз жените и изрази надеж дека тоа ќе се случи наскоро. Постојат само 4 шелтер центри во државата. Механизмот за правна заштита од дискриминација мора да функционира на многу подобар начин, рече Бертолини. Постојаниот координатор на Обединетите нации Луиза Винтон рече дека целта е да се надмине рамката на домашното насилство и сите останати форми на дискриминација врз жените и да се посвети внимание на причинителите, вклучувајќи ги општествените норми, стереотипите и традиционалните причини кои доведуваат до насилство врз жените. Државниот советник за еднакви можности во Министерството за труд и социјална политика Елена Грозданова истакна дека преземањето бројни активности во насока на подобрување на пристапот кон родовата еднаквост пред се, превенирање на дискриминацијата, превенирање или елиминирање на стереотипите се дефинирани како стратешка цел 2 од Националната стратегија за родова еднаквост 2013-2020, која ја усвои Собранието на Република Македонија. Во оваа стратегија, појасни таа, првпат е дадена дефиниција за родово базирано насилство, која за жал ја нема во Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство. Во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски денеска беше отворен француско-германски саем на детска литература со наслов "Го читаме другиот". Овој проект, поддржан од Француско-германскиот културен фонд, има цел да ја промовира книгата како фактор за културна отвореност и еманципација. Францускиот институт во Скопје и Гете институтот Скопје организираат француско-германски саем на детска литература со наслов "Го читаме другиот", кој што ќе се одржи во Скопје, Битола и Гостивар. Саемот денеска го отвори амбасадорите на Франција и Германија Кристијан Тимоние и Кристина Алтхаузер. Почесни гости на саемот се 4 автори и илустратори на литература за млади, од кои 2 французи и 2 германци: Ан Малер, Јана Хајнике, Марк Бутаван и Патрик Хертвек. Во рамки на програмата на саемот ќе се одржат работилници, книжевни читања и дебати со гостите. Тој продолжува и утре, паралелно со Универзитетската библиотека Свети Климент Охридски во Битола и во Центарот за култура во Гостивар. Овој проект, поддржан од Француско-германскиот културен фонд, има цел да ја промовира книгата како фактор за културна отвореност и еманципација. Преку читањето на странски јазик, младите се воведуваат во светот на туѓата култура, но и во структурата на туѓиот јазик, информираат организаторите. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија оваа година првпат ја промовираше туристичката понуда на земјава на интернационален саем за туризам во Дубај. Потенцијалот за соработка со Дубај се зголемува поради фактот дека Македонија е поврзана со Дубај со директната авионска линија Fly Dubai, како и новата линија до Доха, Катар, со Катар Airways, која почнува со работа од јули оваа година. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија оваа година првпат ја промовираше туристичката понуда на земјава на интернационален саем за туризам во Дубај. Од агенцијата информираат дека Arabian Travel Market е една од најголемите саемски манифестации во Азија, на кои Македонија ги представи своите природни убавини, традицијата, активностите во природа и гастрономскиот туризам. Од околу 30.000 бизнис посетители и 2800 екзибитори присутни
години на саемот, Македонија успеа да го привлече интересот на домакините, кои видоа можност за проширување на својата понуда. Потенцијалот за соработка со Дубај се зголемува поради фактот дека Македонија е поврзана со Дубај со директна авионска линија Fly Dubai, како и новата линија до Доха, Катар со Qatar Airways, која почнува со работа од јули оваа година, стои во соопштението. Со 24 годишна традиција, овој 4-дневен настан е најголем организиран настан за туризам на Блискиот Исток досега, кој успеа на едно место да собере 5 милионска публика. Според агенцијата, саемот организиран со идеја да го оддалечи фокусот од приходите генерирани од нафтата и природниот газ и да се посвети на поинтензивен развој на туризмот. Саемот за туризам во Дубај представува двигател на туристичкиот развој, не само за Дубај, туку и за сите земји од заливот. На саемот за туризам во Дубај на македонскиот штанд присутни се и македонските туроператори Фибула и Бохемија. Општините Кисела Вода, Карпош, Центар, Илинден, Шуто, Оризари утре ќе останат без електрична енергија, информира регионалниот центар за управување со кризи. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека утре без електрична енергија ќе останат повеќе делови од Скопје. Во периодот од 8 до 10 часот без струја ќе биде објектот на сеизмологија на Долно Водно, како и корисниците од објектите во околината во општина Центар. Во периодот од 8:30 до 12 часот без струја ќе бидат корисниците од улицата Васил Ѓоргов, броевите 9, 19, 19А и 23, како и корисниците од околните објекти во нивната близина во општина Центар. Во периодот од 9 до 10 часот без струја ќе бидат дел од корисниците од улиците Брцјачка Буна, Нов живот и Злитовска во општина Шуто Оризари. Од 9 до 15 часот ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во село Усие, општина Кисела Вода. Без струја ќе остане објектот на ресторан Фиш и Центарот за гуми Олимпико. Дел од корисниците од улиците Момин Поток и Скупи, под улици 3, 3А и 5, како и дел од корисниците лоцирани на Јадранска магистрала, општина Карпош, и корисниците од улицата 13 во насилбата Илинден. Во периодот од 9:30 до 13 часот без струја ќе бидат корисниците од улицата Козара број 47, 47А и 49, како и од улицата Киро Гавриловски броевите 3, 5, 7 и 27 во општина Центар. До петок во Македонија ќе преовладува сончево и топло време со мала до умерена облачност со утрински температури во постепен, а дневните во позначителен пораст. Облачноста од ноќта кон сабота ќе се зголемува и во наредните денови ќе донесе постудено време и врнежи од дожд. За време на продолжениот викенд ќе преовладува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Од недела ќе започне да дува северен ветер, кој ќе донесе мало спуштање на температурите. Во понеделник попладне се очекува нестабилно време со појава на грмежи. МТМ Метео е следната содржина во урбаните вести.
Уште една информација пред самиот крај. Во ликовната галерија на НЛБ банка АД Скопје вечер ќе биде отворена изложба по повод 25 години од монетарното осамостојување на Република Македонија. Изложбата е организирана од Народната банка на Република Македонија во соработка со Народниот музеј на Словенија и ќе отворат гувернерот на банката Димитар Бугов и амбасадорот на Словенија во Македонија Милан Јазбец. Со оваа информација ги завршуваме урбаните вести. Благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер. Довидување.